Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со своето 630-то издание. Во овие 17 сезони на емисијата Данс е Макабре имам започнато голем број на серијали и едиции кои до ден денес ги негувам и ги одржувам во живот, но неодамна дојдов до заклучокот дека многу малку време е отстапено за еден доста значаен сегмент од хорор културата, а тоа се пред се кратките играни хорор филмови. Само се напоменува дека постојат кога рецензирам долгометражни остварувања и никогаш да им се посвети внимание исклучивно на нив во една епизода. Тоа нема да биде повеќе така, барем не тука. Од денес започнувам со специјализирана епизода на емисијата посветена на кратката форма, која ја насловив Бодежи, наслов кој го позаимив од месечните прогледи од минатото, со надеж дека ќе си го најде своето посоодветно место, аналоген на краткото забудување во телото во множина, што па соодветствува на образување на една антологија составена од 11 филмови, која ја составив за потребите на епизодата и моментално е достапна на мојот YouTube канал да си ја погледнете во целост, а оваа епизода може да ја третирате како нејзина елаборација, коментари или како и да го наречете процесот во кој што објаснувам зошто ги избрав токму тие кратки филмови достапни на YouTube да бидат жанровски представници пред се. Така што краткиот хорор филм си го наоѓа својот дом во нашата држава и се надевам дека некој од понудените филмови ќе го привлече вашето внимание, кое на почетокот на емисијата беше изложено со композициите You Say и Matter of Life and Death, кои се наоѓаат на новото студиско остварување на култниот хардкор бенд Agnostic Front, односно именуван како Echoes in Eternity, издаден пред една недела, а после него слушнавме и од EP изданието Witness to Power, кое што го издадоа Denial of Life, еден одличен кросовер бенд кој ги има моќните елементи од хардкор и од треш метал сцената во едно, односно ја слушнавме God's Favorite Slave to the Blade. А во продолжуваме со истата таа жестина, односно да слушаме Orbit Culture со Inferno, композицијата која го отвора нивниот нов студиски албум Death Above Life. Така што останете вечерва со емисијата, ќе слушнете 11 интригантни, кратки жанровски остварувања кои на еден или на друг начин ќе се обидам да ги доближам до вас преку оваа антологија која доколку ви се допадне се разбира дека ќе си добие и своји продолженија. Данс е Макабре е емисија во која 17 сезони се зборува за уметност, борба против лицемерието, зависта и користолюбието, туку уметниците вистински херојани, политичарите, криминалци и секој издание е на мала победа против шундот, апатијата, предрасудите и богот на медиокритетот, алгоритамот. Целта на емисијата е да ги доближи квалитетните уметнички дела до секој слушател и да успостави диалог помеѓу уметноста и реалноста за подобро да го разбереме светот во кој живееме. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 630 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а ви останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Една од поголемите неблагодарности и клетви во работата на еден филмски критичар е селекцијата, затоа што на дневно ниво се соочуваме со вклучување и исклучување на филмови од нашите избори, така што за потребите на првото издание на хорор антологијата Бодежи си наметнав дадени лимитации за да може да се создаде калапот на комплетната компилација, имено прединство дадов на жанровскиот диверзитет. Обидувајќи се да вклучам разновидни изданија кои ќе ги означат пред се жанровските квалитети со кои ќе може да се гордеат неговите љубители. Може би во иднина би направил концептуална, односно тематска антологија, но тоа би било некое посебно издание пред се. Потоа ја наметнав временската рамка од 90 минути, што ако на сите филмаџи им кажувам дека е идеалното време трајање и се на тоа е задоволување на суетата, под истиот тој режим одлучив и јас да подлегнам, па за гледањето на оваа антологија ќе бидат потребни 90 минути, на крај што сметам дека е добро дојдено за сите. Уште еднаш посочувам, плейлистата на овие 11 кратки филмови ви е достапна на мојот YouTube канал пред се, Златко Ѓелевски, која плейлиста која што може да ја проследите пред или по завршувањето на оваа емисија, во зависност на вашето слободно време и интерес, таа ќе биде поставена таму. Се додека се разбира некој не ги тргне и самите филмови од платформата.
Третото правило се надоврзува на првото, односно еден автор едно дело, така што доколку овој концепт на антологии, плейлисти, селекции или како сакате условете ги епизодите ви се впечатливи и сакате да слушнете нешто повеќе и да погледнете повеќе продолженија на бодежи на пример, тогаш исконтактирајте ми, сообштете ми го тоа, во спротивно ќе биде уште една од неколкуте погребани идеи на за овој антолошки пристап кои не добиле свое продолжение, така што не дозволувајте бодежи да умре, во вашите раце е таа. А антологијата е започнува с краткиот филм The Q. Тој е работен од страна на Майкл Рич, односно тој ги има работено кратките филмови Viral, Cabin Killer и El Tio, односно поголем број на овие режисери нема долгометражни остварувања за нив, единствено имаат работено кратка форма, со тоа што во The Q интернет модератор се соочува со мрачните прикази кои се притаени на видеата кои треба да ги модерира, и решив да ја отворам антологијата со еден технолошки хорор, затоа што прилично актуелен поджанр представува, пред се недоволно истражено поле за идни ужаси, а при тоа говори за маката на квалификувани луѓе да работат мизерни работи за да преживеат, кои иако ќе го добијат нели предупредувањето, сепак ќе погледнат во очите на амбисот. Само да знаете, во прашање е човек што бара втора шанса во животот, како се има откажано од алкохол, така што многу мостови може да претпоставиме дека согорел, за да се нафати на што и да има од работа на пазарот, така што луѓето како уживатели на туѓата мизерија се битија кои се хранат со очите, па затоа филмот е доследен на казната на љубопитноста пред се, или награда можеби за некого. Кој како милува се разбира. Згора на тоа сакав со снапче да ви го привлечам вниманието уште од почеток за да биде поголемо пред се и задржано од страна на антологијата, па вие одлучите дали ќе продолжите да гледате или не, или можеби некој друг одлучува наместо вас. Не ви знаеле. The Q ја отвара антологијата. Вториот краток филм е How I Met My New Best Friend. Режијата е на Николас Жандора, односно има работено музички спотови и краткиот филм The League. Во овој краток филм се искористува контрастот помеѓу детската игривост и злото кое се крие зад неа, колизија на наивност и злоба, каде преку детскиот цртеж се опишуваат семејните односи, се разбира, како што ги перципира ќерката со помош на незината нарација. Во овој филм, снимен за $1000, ефективно се доловува пред се застрашувачката приказна од нетолеранцијата меѓу родителите, справувајќи се со нервозата и наголемена од бебешкиот плач, филм кој допира и до тема на булинг, но и за опасноста која навира од запознавање со возрастни за време на гејмање, кои во овој случај заведувањето го носат до ново рамниште, правејќи си непријател или пријател од ќерката од страна на незините родители и пред се пријател од страна на човекот со кој што контактира. Морничов краток филм кој предупредува за роварењето на опасните ликови на интернет, кои ги бараат токму најнаивните, за да ја наметнат својата волја и го кршат семејството пред се. Најдобар доказ дека ако идејата е разумна и инвентивна, може да се долови со мали средства, а сепак да го постигне нели за саканиот заплашувачки ефект кој што го има How I Met My New Best Friend. Третиот филм на антологијата е Backrooms, односно остварување на Кейн Персонс. Тој претходно има работено на веб-сериите The Oldest View, People Still Live Here, попознат е како јутјуберот Кейн Pixels, кој ги работи овие веб-серии и објавува на парчења на интернет, како што е и случајот со Backrooms, што беше веб-серија со 4 сезони, односно 26 кратки епизоди од ова аналогна хорор веб-серија која се однесува на мистериозната алтернативна димензија, каде исчезнуваат ликовите и се прогонети од едно бизарно суштество, е така да го именуваме. Во прашање е добро разработена замисла со епизоди посветени за создавањето на овие жолти ходници од канцелариите и како и многуте премини низ кои се протнуваат ликовите и завршуваат таму.
Јас се одбрав епизодата Found Footage да биде составен дел на антологијата, најпрвен затоа што сакав да вклучам point of view со фокализација од прво лице и од овој поджанр кој е хибридизиран со можеби најмладиот хорор поджанр, односно лиминалниот хорор, кој добина популаризација после Скинамаринг и The Outsiders. Нека биде ова едно мало загревање за филмуваната верзија, која е во постпродукција моментално, која работи Парсонс, во која глумат Рената Рейнспе и Марк Дуплас, а правата за ова интелектуална собственост ги откупи A24, која го видоа потенцијалот и пред се популарноста на интернет што имаше оваа серија, така што мислам дека мала доза на мистерија не е на одмет и во антологијата. Ако ве интересира да дознаете повеќе за аналогниот хорор во дигиталната ера, достапен е пред се документарецот на Алекс Хера, кој може да ви послужи како што насловот сам му сугерира, за да ја спознаете историјата на овој правец, на кој најдобро би се условил како дигитална мимикрија на носталгичниот формат во корелација со популарниот unfiction, односно нефикцијата која што започна со крипипаста. Така што Backrooms е третиот филм на антологијата, а четвртиот е Strawberries, односно режиран од Манос Кристинос. Тој претходно ги има работено од Dark Illusion, Carrots and Cucumbers. Strawberries е филм снимен на работилница во студиото Бојана во Бугарија, од страна на режисерот, во кој една жена е заробена во ќелија со години, која има една репетитивна задача да ја исполнува постојано, секојдневно, катадневно, во текот на деноноќието, без заслужен одмор подолго од 5 минути, затоа што така посочува часовникот кој што го диктира тоа темпо. Ова е едно балканско видување на игрите во кои што би ги играл Џон Креймер, односно Джиксо од серијалот Пила, меѓутоа со упростена машина за измачување на еден лик кој робува на работата ден и ноќ, чистејќи кугла по кугла, а наградата се трошките кои што ќе одлучи недопрливиот газда да ги добие, односно јаготката, без шлак и без торта. А за одмор не доаѓа предвид да повеќе од 5 минути после 100 исчистени кугли. Ви звучи можеби од некаде познато, можеби се однесува и на работните односи кои што ги имаме тука. Реперкусиите се, ако не се испочитува часовникот, има еден чичко кој стои за вратата и ќе влезе внатре и ќе најде физичка болка, кој едва чека да се успиете, например, за на работа. Така што убав приказ на бескрупулозната диктатура, каков изам и да милувате и да додадете на неа. Јас имам историја со овој филм, затоа што филмот е направен одамна. А налетав на него додека бев и селектор и жири на еден домашен филмски фестивал кога се појави, а потоа неколку години подоцна налетав пак на него, кога бугарските продуценти ја променија годината за да учествуваат на жанровскиот фестивал кој го организирав заедно со Влако Галевски крацери, односно е своевидна бугарска работа која што би ја направиле. Секако дека не го селектирав таму, но тогаш сватив дека продуценти ќе одат дотаму и да бришат филмови, да реаплодираат со друга година за да фатат нов циклус на фестивали, но без разлика на нивната игра на бесконечни јаготки, му давам трета шанса на овој филм, овој пат сите да го погледнете, како дел од оваа антологија каде и му е местото. Четвртиот филм беше Јаготки, петтиот филм е Earworm. Брайан М. Фергусон, човекот кој што стои зад кратките Red Room, Flamingo и има работено еден сегмент од VHS Viral, со овој двоминутен експлозивен сплетер хорор. Сакам да го наговесам гор походот во антологијата, именно во ова двоминутно експлицитно крваво филмче на шотландјанецот. Аудиокасета завршува во дворот на еден човек кој се обидува да ја пушти на касетофон, ја премотува, со молив, се разбира, но не вади звук, но во неа се крие црвецот кој, како што наговестува насловот, знаете дека каде треба да оди пред да заврши касетата кај следниот слушател или слушателка. Хумореската сакав да дојде до израз во средиштето и ова е одличен вовед за неа. Лаконско, без говор, но доволно јасно и гнасно. Во собственост е на Adult Swim, а јас го открив во антологијата Bloody Bites, која ме инспирираше за оваа моја антологија, која забележав дека вклучува постари кратки филмови кои се наоѓаат на YouTube.
Дојдов до неа минатите неколку месеци затоа што имав можност да гледам непречено стриминг сервисите на хорор филмови Shudder и Screambox, каде вториот е во собственост на Bloody Disgusting, каде една од двете епизоди од серијата Bloody Bites беше на и овој филм пред се. Така што тука ќе послужи да ве насмее со својата блесавост Earworm. Шестиот филм е Obsessed, работен од Клиф Мело. Тој ги има работено и Nightlight, и Legends, и The Cabin, кој е филм доста аналоген и визуелен, но тематски е склон обсести до The Substance, каде фитнес тренер на ВХС касета промовира напиток за брзо слабење, но си има тој нус продукти кои не ги интересираат консументите, затоа што сакаат да дојдат до брзи резултати без напор и без грижа за последиците. Уште едно често предупредување во хорор жанр, затоа што ќе посакаш може да ти се исполни. Обсесија во фитнес видеата од 80-тите имаме со силни бои, но и карикирање на таа естетика со екстремните крупни планови кои се дисторзираат, како и занемарува каузалниот след кој доаѓа од последиците кои се игнорираат. Меѓутоа, некои нагони не се задоволливи штом се појави глата. Филмот ми користи како ретроспрега со која ќе се акцентира овој сатиричен поглед во средиштето на изборот, меѓутоа и засебна визуелна естетика која се разликува од останатите. Тело кое ја истакнува суетата и потрагата по совршеното тело од рекламите, која си има своја цена. И не се постигнува по скратен пат, кратенка која особено денес сите најпрви посегнуваат по неа, не ни размислуваат кои би биле придобивките од вложување на повеќе труд и учење на нова дисциплина, на кои сме ние без нашата надменост, нели? Така што за секоја суета си има казна во хорор жанрот. Пресмртна, нели, сите сме еднакви. Така што Obsessed е шестиот филм на ова антологија кој се надоврзува на таа тема на крвавите последици кои доаѓаат на немерно однесување. Правиме тука една подолга музичка пауза, имено во рамките на емисијата ќе слушнеме бендови како Drain, Pupil Slicer, 1914 of Mice and Men, Asteroid, ќе ги слушнеме уште на самиот почеток. Потоа ќе одвоиме време и за Omnium Gaterum, секако и за I Prevail. Мислам дека и за Lamp of Murmur ќе имам можност да ги слушнеме пред да преминеме на преостанатите 5 филмови кои се наоѓаат на антологијата Бодежи. Уживајте. Преполовената антологија ја продолжуваме со седмиот краток филм кој се наоѓа на антологијата Бодежи, односно Pizza Panic Party, режиран од Грахам Денам, односно кој што претходно си има појавено пред камера, односно има глумено во голем број на филмови, има работено дури и ефекти на Greenlight, на Blood Brothers, извинувам. Со филмот работен за продукцијата Горгазма, ја завршувам сплетер срцевината на антологијата, каде правиме еден ретро чекор во 1986 година, кога девојки слушаат синт-поп на аудиокасета и се дружат кога сум се родил, и на нивното преспивање заедно доаѓа доставената пица. Се прават муавети за Фреди Кругер и останати важни работи за кои разговараат девојки кога се сами се разбира, ама кога ќе се стави ретро касетата во касетофонот и заживее пицата, ќе посведочиме на една од највешто изведените трансформации во краток филм на рамнишни на практични специјални ефекти. Значи, очекувајте Evil Dead Гнасотија, односно измолкнато чудовиште и музика која убива, односно буквално тоа го прави. Уште едно откритие за мене од Bloody Bites серијата, кое може би со најдобри специјални ефекти од сите тука и со ретро изгледот и вештата изведба на си го заслужи пред се местото во антологијата. Така што нареден пат кога нарачувате пица со печурки и маслинки, размислете два пати дали има некое мевце помеѓу за кое можеби не сте биле запознаени во Pizza Panic Party. Осмиот филм на антологијата е Play Me,
во режија на Caleb J. Phillips, тој ги има работено Brothers in Arms, Other Side of the Box, наградени му се на South by Southwest, ама за потребата на антологијата му го селектирав Play Me, за да внеса малку диверзитет, се разбира, во филмовите во кои една жена, например, се буди во автомобил во кој има врзан човек на задното седиште и нема сеќавање како завршила таа и тој, вклучува ќе го и него таму. Има аудио снимка на која се посочува што треба да прави, само што прашањето се поставува дали е за верување тоа што го кажува гласот на неа или ќе му верува на заробеникот кој кажува една сосема поразлична приказна. Овој краток филм заврши на страницата Alter, која ја следам од периодот кога има релативно мал број на филмови и може да се изгледаат сите. Денес тоа е тешко да се изведе, но сметав дека мораше барем еден од нивните да биде застапен тука, затоа што се дел од макрокосмосот на краткиот хорор филм на YouTube, бидејќи голем дел од наградените фестивалски филмови завршуваат кај нив, односно ова дело вклучувајќи го особено помеѓу нив, затоа што голем број на кратките филмови и умираат на самите филмски фестивали доколку не се дистрибуирани на некоја од овие платформи за да може да се погледнат по прикажувањето на фестивалите или завршат во некаква антологија пред се. А Play Me е ефективен краток филм на една локација, два лика, еден автомобил и многу прашања кои ќе го држат залепен гледачот на тоа што се деси. Уште едно лаконско и рафинирано дело кое сведочи дека за добар филм е најважно исполнително и исполирано сценарио пред се. Деветиот филм е Portrait of God, режиран од Дилан Кларк, тој е човекот кој ги има кратките Трансфигури, Трансфигур, Home Movies и Сигрес, ако не се лажам. Од овој режисер сака да вклучам друг филм, но тој па се поклопуваше тематски со филм кој веќе има селектирано, што доаѓа до една од многу темаки во процесот на селекција, каде колку и да постојат добри филмови, секогаш ќе има место само за еден, особено ако обработуваат многу слична проблематика, но затоа нема сличен на Portrait of God, во кој една религиозна девојка треба да ја стави незината верба опрашање кога ќе се обиде да анализира една слика на Бог. Требаше да има во антологијата еден религиозен хорор филм, односно дело во кое ќе се тестираат границите на нечија верба, како што е случајот со оваа творба во која во темнината се крие битието кое можеби не си го представуваме во обликот во кој навистина изгледа, туку си го идеализираме со нашите проекции. Се користи уметничката творба како теснец помеѓу постоечките и непостоечките светови, да се погледне во забрането, да се почувствува недозволеното и колку е човекот подготвен и способен да осознае битие кое не може да го восприеми со неговите когнитивни способности или, например, како ликовите на Лавкрафт, ќе полуди кога ќе го открие можеби. Да се долови едно интимистичко доживување на визуелен план е потешко, но мислам дека тоа е успешно реализирано во оваа творба. Љубопитниот човек звони на вратата кај божествата, кој ќе отвори таму, тоа е веќе друго прашање во Portrait of God. Десетиот филм е The Telltale Heart. Режисерот на овој филм е еден дечко кој што има една ветувачка иднина пред себе, ги има реализирано досега долгометражните The Witch, The Lighthouse, Northman и Nosferatu. Ги има работено и кратките Hansel и Gretel и Brothers, на многу кратки филмови е арт директор и продукцијски дизајнер. Човекот го знаете како Роберт Егерс, ќе го биде во иднина. Запомнете го тоа име. Иако кратката форма е доминантна на почетокот во неговата кариера и ја запоставува денес, зашто не треба да дозволиме тоа така да биде, не спее да биде занемарена, затоа што таму го калеше занаетот самиот Егерс, иако Brothers е технички подобро реализиран од кратките негови филмови, за оваа антологија ја одбрав адаптацијата на еден од најзначајните кратки раскази во книжевноста од Едгар Алан По, во кој може да го забележиме постепеното полудување на слугата од
побарувањето на неговиот господар, што ќе резултира со негово ликвидирање и се разбира грижата на совест која ќе го изведе однатре убиецот и нема да може да се воздржи и да одолее на биежите на живото срце. Многу пати е адаптиран овој расказ, но важно е да се погледне верзијата на Егерс кој си игра со кукли, со сенки, со експресионизам, со нагласено виолончело, со акцент на историскиот контекст на костими, на предмети и еден полумртов Носферату кому му отчукува часовникот. Беше од огромна важност да вклучам еден краток филм од великаните и би продолжил тоа да го правам, доколку се разбира има интерес да ги продолжам овие епизоди кај слушателите, каде би вклучувал и кратки филмови од великани за да согледаме од каде започнале и да вреднуваме малку повеќе каде пристигнале, а тоа што во нив се гледаат никулците, нивните интереси, кои денес ги имаат сите средства нели за да ги реализираат, и секако тука е значајна токму соработката со кинематограферот Џарим Блашке, која до ден денес е неизбришлив белег од нивните визуелни творби, меѓу кои што е и The Telltale Heart. 11-тиот филм од оваа антологија е Make Me a Sandwich, во режија на Мет Хамилтон и Денем Хедж. Тие ги имаат работено Uncancelled, Discharged и Something's Missing. Тоа се кратки играни филмови. Мораше антологијата да се заврши на една весела нота, па затоа ќе се послужам со хорор комедијата Make Me a Sandwich, една 3-минутна сатира на семејниот живот, каде гледаме динамика на еден брачен пар во кој сопругот пребарува сопругата да му направи сендвич, монтирано на таков начин што неговите репетитивни побарувања секој гледач би го полудиле, а не пак сопругата која неколку пати во денот мора да му прави нешто што јас сметам дека секој човек е способен сам да си го направи. Во филмот е прикажан сопругот како звер кој сопругата мора постојано да го храни за да не збесне, бајковидно. Меѓутоа таа е ликот кој ќе се оддалечи од разумот и одличи да му го зачини сендвичот на бизарен начин. Порече сака да го вклучам и продолжението на Make Me a Sandwich во антологијата, но повторно поради наметнатото правило на диверзитет се одлучив само за првиот, доволно ефективен за да ја затвори антологијата на малку макабристичка нота, каква што сакам да има и самата емисија воопшто, така што погодно ми беше овој филм да се најде на антологијата. Денес имав можност да ви говорам за 11 кратки филмови кои ќе може да ги пронајдете на мојот YouTube канал под називот Бодежи, антологија составена од The Queue, How I Met My New Best Friend, Backrooms, Strawberries, Earworm, Obsessed, Pizza Picnic Party, Play Me, Portrait of God, The Telltale Heart и Make Me a Sandwich. За крајот на емисијата ќе слушнеме Yawning Man. Yawning Man издадоа нов албум, Pavement Ends се нарекува, и на него се наоѓа композицијата Bad Time to Be Alive. Јас сум Златко Ѓелевски и го затворам 630-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре, гледајте хорор филмови и не плашете се ниту од животот, ниту од смртта. Пријатни кошмари!